Приватниот комерцијален авион што вчера попладне се урна на 2 километри од селото Кожле летал на дестинација Тревизо, Скопје, Приштина. Во несреќата загинаа сите 6 патници и членови на екипажот, 4 италијански државјани и 2 од Косово, потврди од Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во координација со другите надлежни институции се преземаат мерки и активности за утврдување на сите поединости за авионската несреќа. Истрагата е во тек, се собираат факти и податоци за да се откријат причините за падот на Пајперот. На местото на несреќата беше и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Во раните утенски часови беа мобилизирани и ангажирани екипите кои што треба да го спроведат увидот на место на настан, јавниот обвинител, припадници од одделот за клиничко-технички истражувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи, од единица за клиничка техника на СВР Скопје, представници од комитетот за испитување на сериозни возопловни незгоди, така да од синоќа од обезбедувањето на местото на настанот досега имавме статичен дел во нашето ангажирање и во нашата работа, односно лоцирање на место на настанот и обезбедување на место на настанот во еден периметар од околу 500 метра. За разлика од тоа, од тој статичен пристап, почна динамичниот дел од увидот на лице место, со кој раководи јавен обвинител, како истражно дејствие, и јас во тој контекст не би сакал, бидејќи имате можност и да обезбедете некои фотодокументации, не би сакал воопшто сега да манипулирам со никакви информации. Ако синоќа коментиравме информации кои што беа првични дадени од различни извори, и ние како полиција и нели вие како новинари, денеска би се воздржал од конкретни информации, затоа што, пак ќе повторам, почна динамичниот дел на увидот на лице место како истражно дејствие, со него раководи јавниот обвинител, заедно со представниците на одделот за клиничка техника и со представниците на судска медицина ќе се отпочне постапка на документирање. Значи, со тоа документирање точно ќе се утврдат сите факти и сите докази и после завршувањето на увидот сигурно е дека јавното обвинителство ќе излезе со факти и со докази. Авионот чишто контакт со контролата на летање се изгубил во 17 часот и 40 минути. Пријавил дека треба да полни гориво на скопскиот аеродром Александар Велики. Италијанските медиуми објавија дека во несреќата загинале 5 мажи и 1 жена. Според Ла Република, со Пајперот со германски ознаки управувал пилотот кој бил председател на аероклубот во Тревизо. Паднатиот авион бил дел од групата составена од 3 авиони кои летале од Тревизо за Приштина, а представниците на италијанскиот аероклуб требало да отворат сличен спортски клуб и во Косово, пишуваат италијанските медиуми.